Почитувани, добредојдовте во уште едно издание на мојот пат до успехот. Ве поздравувам од Штип, градот под Исарот, во близина и црквата Свети Никола. Овде имаме една интересна приказна. Приказна за еден човек кој што е вистинска легенда. Не само на Штип и Штипјани, туку македонска легенда. Тој е актер. Раде Рогожаров, во мојот пат до успехот. Јас сум Мишко Јонов, ве поканувам да останете со нас. Одиме и се наоѓаме со Рогожаров. Видете со нас. Градот под Исарот. Ајде, Драго добро мој ми дојдовте. Раде. Ајде, Како за си, многу бе? години. За многу години. Како Супер, си ми? одлично, Добро? празнично што би се рекло. Драго ми е што Така се договаравме така поприлично време. Еве Убави. го Исарот, еве го Сонце, еве Убави Свети Никола. Срцето, центарот на градот. Ова место за мене буди некои посебни спомени, затоа што пред 2012-та, на ден Великден, тука ја запросив мојата денешна Да ја поздравите и сопругата. кој што ми вели со Раде, да ми ја isвири Раде ново село кај Лаџите. Готово. Што, кога Договорен. станува збор за песна во секое време. Рогожанов, како си? Одлично, Отиде во одлично. пензија и некако сваќам дека времето некако немилосредно. Да, немилосредно. да, времето си тече, Аха. не прашува нас. Што е во меѓувреме, ако знаеме да го пополниме како што треба, не поздравуваат, да се живи и здрави. Ако умееме да уметнички, што би се рекло, да го пополниме креативно, благородно, така да бидеме исполнети со љубов кон целиот народ, кон сите, кон целиот свет. Па ние таква порака носиме од градот. Не случајно реков дека ова и за мене представува срцето на градот е тука, душата на градот, затоа што, почитувани мои, затоа што од спротива е и мојата родна куќа, една жолтеникава. Таму сте, тука сте родени? Така е, тука сум од Да, спротивната тука сте страна отраснати. Да. Тука Чекај, детството ми- Рогожарови сте стара штипска фамилија, така? Така е. Во еве сега кога едно подсетување да и јас за самиот себе. вратам малку назад Да, во мојот прадедо, детство. мојот прадедо цело место на своите 4 сина и една ќерка го купува целото место. Прадедо Митко и баба Марија и на сите на мојот дедо, на дедо Јордан, на дедо Методи, на дедо Васил, на дедо Никола, на сите им по една куќичка, што би се рекло, по една куќа им остава, по една куќа им прави. Во наследство. И така јас преку дедо ми, татко ми Љубомир и за мене редот како што би требало да биде. Меѓутоа, нели, како што знаеме, животот си носи своји животни предизвици. Па потоа дојде време заради фурната, татко ми беше фурнаџија, заради дукенот, заради фурната, зашто требаше да се бизнис, да се Не знаев дека фурнаџија дека поде, да? Пар екселанс. Леле, со задоволство морам да го спомнам ова затоа што татко ми беше прочен вака ќе направеше, со раце го месеше, целото тесто на раце го. Како беше 3 дена на раце, ме потсети ова Чопов. Да, на раце и беше горд на тоа лебот кога ќе го притиснеше вака, се подигаше како сунгер. Леле, убавина. Од фурната до продавницата народ, бидејќи се транспортираше во плетени кошови или не знам како да ги именувам, кошници големи, народот попат го купуваше лебот. За до продавница не... Ова која година ова? Ова е 66-та, 67-та. О, ти се сеќаваш да си бил колку? 6-7 години, така е. Потоа се случува што се случува затоа што нашето општествено уредување не дозволува приватно. На татко ми ја затвараат фурната, 4 дукени, ќе дојде инспекција, ти недостасува ова, ќе дојде, ќе го затвора дукенот. 4 пати му се затвараат дуканите на татко ми и по некоја случајност тогаш се заминуваше во странство и рече јас заминувам во странство. Значи моето странство иде татко?
Да, потоа и мајка ми, јас сум печалбарско дете, што би се Па рекло. ова ја не сум знаел, толку години живеам во Шкипре. Значи 9 години живеевме срекно, да не речам бевме срекна фамилија 9 години. Зошто го потенцирам Значи, ова? и ти одиш во странство, така? Да, после малку за кратко. Добро. Јас, сестра ми Билјана, баба ми Магда, дедо ми Јордан, бевме компактно семејство, мајка ми Нада, татко ми Љубомир. Аха. И кога требаше да замине татко ми во странство, готово како Со нож да пресече како некој. меурот Аха. од ова како се викаше меурот, Сапуница? сапуница, меурот сапуница ни пукна семејството, да не речам, се растури, готово, И кај тоа не е. отидовте? Отидовме. Татко ми потоа планираше и нас да не земе Добро, во а странство. кај отиде? Арно, ама со баба сум растен тука, убавината штипска не можам да наше поднебје убавина не можам да го напуштам и со сестра ми тагувавме. 9 години бев, колку бев? 69-та. А каде татко ми оди замина. татко и Во Германија. Во Германија? Во Германија. И Замина колку останува? разочаран тука што до пензија. До пензија До останува пензија. тамо. Потоа и мајка ми даде, си замина, како се вика тоа, напушти работа и мајка ми замина за Германија, бидејќи татко ми да не биде сам. И така тоа е, сите си имаме по И вие некоја... практично со баба, Со баба и со дедо. Со баба и со дедо. Баба ми Магда и со дедо ми Јордан. Па спомени ми навираат затоа што ќе рече дедо ми на баба ми, дај ми го Раде малку да го прошетам низ чаршија да го прошетам. Многу имаше мерак да ме шета. Можеби бев посебно да не речам чувано, сите деца се чувани и галени, меѓутоа јас кај нас во фамилијата се има случајно на татко ми брат има починато на 19 годишна возраст со име Раде. И во чест на чичо ми, кога сум се родил јас, мене ми го ставаат името Раде. И така, дедо ми со мерак ме шеташе низ да го прошетам Раде. Абе, каде ќе го носиш детето? Вика, ладно е, баба ми, ја по штипски морам да кажам. Не, ќе го шетам на грбот вака. Абе, вика, сине, ќе те донесе рачињата ти смрзнати, обравчињата, капчето настана ти мало бебенце, година и пол, 2 година и пол. Не, ќе го шетам, вика, ти половината тука, целата гола, знаеш. Не, и така јас сум, значи, шетано дете, да не речам, од мали нозе. Не шеташе тука. Вие сте, ајде па малку да прошетаме и ние веќе кога говориме тоа по колеки да му Ја вака обетиме. има едно возбудување кај мене затоа што Не, па јас не знаев овие детали, не ги знаев и гледам дека навираат емоции. Да. И обично секогаш така и затоа инсистирам малку кај луѓето кај што го поминуваат тие детски моменти, тоа треба да биде безгрешно детство, меѓутоа ева станува една нитка која што никако и нема да ја заборавите затоа што неправедно одзимаат. Татко ви оди во Германија, оди и мајка ви, вие останувате овде со баба и со дедо. Па ноќе се буде плачев во сон, го барав татко ми, дете, знаеш. Добро, го барав татко ми. А сестра ви е Сестра ми, па добро што е, имав среќа што е сестра ми, разлика сме околу 3,5-4 години. Кој е постар? Јас сум 60-та генерација, сестра ми е 56-та таа е Билјана, постара. да. Па ако не беше сестра ми, баба ми и дедо ми, ние по штипски што би се рекло нашиот талник кучињата немаше да го јадат. И кога се враќа татко и мајка? Ништо во пензија. И кога се враќа тука? Во пензија, татко ми таму и пропратено, знаеш како оди низ животот се, со болести се врати со операции со 300 чуда и така 2001-та го испративме на патување го испративме си почина. Мајка ми 2019-та почина. Отидов да ја, таа беше таму остана сама во Германија. Едно време мене ми нудеа и на сестра ми ни нудеа да одиме во странство. Не отидовте? Бев година и пол престојував, дури и работа, сакаш да учиш, сакаш да студираш, со што сакаш да се занимаваш. Добро најдов и работа во хотел, работев, убава плата земав, ама не си дома. Времето ти е, не знам, од 10 до 2 сум зафатен, од 2 до попладне до 5 имам слободен термин и потоа од 5 до вечер до 12 повторно на работа. И си реков, тешко ми падна, беше популарен филм,
тогаш излезе Плава лагуна. Аха. И тогаш тоа симпатично девојче, ова Да, глумицата, да, прекрасни, еден убав лик беше како девојченце, сега е изменета. Добро, нормално е тоа. И не можеш да појдеш во кино. Јас вака се замислив, вака ли треба животот да ми минува, да одам да заработувам, а да не можеш во кино да појдеш. Трчав на пауза на денско кино, да можам Плава сина лагуна да го гледам филмот. Арно, ама филмот веќе почнат и госпоѓата што беше на шалтер ми вели: простете, филмот е почнат, не смеам да ви земам ова пари, а реков: Морам да влезам. Морам да влезам да го гледам филмот. И некако се смили, виде несекојдневна ситуација, некако се смили. Не знам дали ми зема пари или не, тоа не е ни важно, ме пушти, јас со едно воодушевување кој сина лагуна да ја гледам. А знаеш во, тоа бев на 21 годишна 20 годишна возраст. И можеш да замислиш во тоа кога на младите, кога крвта ни врие и една така, тоа ми остана во сеќавање и реков: јас на моите ќе си одам дома, ќе пробам да се запишам на факултетот за драмски уметности и така. Така ли се случи? Така се случи. Па значи од фурнаџиско семејство во тотално спротивно, ако можем да кажем. Има ли некој има ли ген некој уметнички, не знам. Мојот чичко. Да? Пишувал и учествувал во ова, да не речем како ги именувале тогаш, секции или нешто така, настапувале со баш потоа ако имаме можност некои фотографии То сигурно. То сигурно. Да проследиме еден момент, а карактеристично за тие фотографии е што мене една таква стара фотографија, мојот чичко со нашиот кум, со кумството што ние Кадивкови, шо убаво, колку педантно го направил тоа, напишал фотографијата ми ја даде, спакувано се убаво и напишал каде се случува, што се случува. После ќе имаме прилика да се надевам тоа да го презентираме колку да кажам духовито и колку на каков убав начин тоа предадено. Ќе видите и самите ова за што станува збор. И така велам, дојдов на факултетот за драмски уметности, се спремав за приемниот испит. Вие сте во класата на Милчин, така? А јас стално наоѓам дека сум бил во класата на Милчин, ако тоа ми е, како да кажем, и задоволство, затоа што Милчин ми е потписник на дипломата, меѓутоа, јас сум во класата, почнав на Слободан Унковски. Кај Унко сте? Да, бев 2 години, затоа што после се смени статутот на факултетот. Студентите по глума треба 3-та година со друг професор да слушаат актерска игра и во 4-та година со друг. Па така јас имав таа можност да Вукан Диневски да ми предава во 3-та година, професор по актерска игра, и во 4-та година Димитрije Рули Османли. Ау, фантастични. А за Милчин, кога ќе застанеше, како да ви кажем, господинот Благоја Иванов, професорот по македонска драма и театар, југословенска драма и театар, нели? Тоа се учеше. Светска драма и театар ми предаваше и господинот професор Милчин, господинот Горан Стефановски, светска драма и театар ми предаваше. Вие ги фативте сите доајени на југословенско, ако сакате. Не можам да опишам професорката Татјана, кого да не професорот Петковски, едно доживување, патување едно, јас би го нарекол така, едно патување во тајните на занаетот, во уметноста. Може би си носев секој од нас си носи секаква предиспозиција. Меѓутоа ми се чини дека кај мене беше одлучно затоа што по природа сум си таков, светоглед имам надалеку во универзумот. Мојот светоглед е во универзумот, во бескрајот. И така ги доживувам и луѓето, сакам да се веселат, да бидат радосни, да бидат... Се воодушевуваат сите на твојата позитива и нема некој кој што може да остане равнодушен. Една мала дигресија пред запишувањето на драмски
Мала дигресија на муабетот. Ова, чисто колку за информација, е споменикот на евреите, жртви Така е, на фашистичкиот терор. Така е. Тука, Така е. чинам дека живееше Киро Глигоров, така? Тука А, беше? во Горно Мало. Во Горно Ние го- Мало. Ние го именуваме Горно Мало. Мало, али Така е. тука некаде у близина, Така мислам е. дека тука е и Керим. Така е. Татко му е Така првиот е. градоначелник Хасан. Така беше? е. Така е. Да. Не држете ме за збор, ама Срđan Керим. Срđan, татко му на Срđan Така. Керим е првиот градоначелник. Кога веќе ги подсетивме ова нашите сограѓани штипјани кои се со еврејско потекло, кои така трагично, ова убаво да го прикажеме. То секако, да. Методи Андонов, нашиот уметник, Аха. штипјанец, Да. Методи Андонов, негово е ова дело, а ова го прикажува на символичен начин, а патот е возвишување, може да појдеме. Не, ние тука и ќе седнеме Да. малку. Патот каде е прекинат неприродно. Да, еве, да. Еве, тука неприродно завршува, значи патот на Аха. еврејскиот жртвите. народ, на еврејскиот народ и како нагло е прекинат тука, еве, како символично. 561 лице депортирани од Штип на Така е. 11 март Така е. 43 Така и е. уништено во логорот на смртта во Требника, Полска. Страшна работа. Страшно. Таму е споменикот, тој е во поново време на Шекуларат. Штип дал многу познати. Ја мислам, Да. можеме да седнеме. Можеме и да се седнеме на која страна Можеме да да се свртам, седнеме? леле. Имаше како. Па можеме и тука да си седнеме. Ќе си седнеме. Ајде, повели. Кратко. Значи, повели, Ајде. добре дојдовте. Ајде така, да си седнеме малку, да си приседнеме. Да. Инаку ова е, вишко, ова е, и самиот знаеш дека ова е срцето, центарот на градот. Види, ова на секој штипјанец ме буди спомени. Ја гледаш од ми на Штипски се шелтам. Ова е Да. домот на културата. Па тука беше парк. Да, Тука беше парк, вие тука сте детството. трчале, центарско дете. Детството ми беше тука. Нас не вразува Макфест. Да, така е. Хотелот, тука ги чекаве сите југословенски звезди. Вака, како ти што се присеќава сега, ја кога ќе ја видам гимназијата, одма ти навираат нови емоции. Гимназијата мене ми навира, игранките ми Како навираат е. како спомени. И добро, ние не фативме игранки, вие и Корзо фативте, ние не фативме Па Корзото беше поим стил на живот. Киното, Корзото и театарот беа, не знам, доживување и огледало кон светот, на светот. Кога ги подсетивме евреите, ние сме имале подстанари евреи. Добро. И така татко ми го има научено шпанскиот јазик. Тие нели евреи кои се дојдени од Шпанија, и тука кај нас во куќата нели биле подстанари. И така татко ми многу го засакале. И така татко ми инаку беше имаше дарба за јазици. Имаше дарба. Зборуваше, значи да не речеме еврејски, односно шпански, зборуваше турски, зборуваше германски и така. Раде, детство мирно? Ау, Убаво? фантастично детство. Основно каде завршувате? До Шварцов одба, тука имаше училиште до соборниот храм чекај, Свети ја- Никола. А гледа што не го памтам, тоа Шарсов учев, ама во ова друго, тоа Не, Шарсов ова- доле во 8 ноември. Така, инаку ми се чини дека било именувано најнапред Свети Кирил и Методи, не сум сигурен. Не треба да проверам баш да не. Добро, во мое време Тошо Арсов на првоборецот Тошо Добро. Арсов го носеше И името. после гимназија? Тука. Не, завршив средно техничко училиште во Штип. Кој е тоа ова? Коленек тениншо е? Да, Да? да. Електромеханички, како се викаше, Електро. електромеханички училишен центар, Чекај, така Раде, некако не беше. можам да пофатам. Извини, јас ја Да, на да, Раде да. бидејќи се А, знаеме како да? од семејство Фурнаджи. Така е. Дедо ми Рогожер. Дедови Плетеше, ткаеше рогожи и ги продаваше Затоа е така Рогожаров? занаето. Да, Затоа е така Рогожаров? Така е. А Маđунарови? Маđунарови по мајкина линија су Маđунаров. Тие се новоселците? Новоселци од дај си рака. Па. Од Ново село, од Ридарско мало. Од Ридарско Од Ридарско Па мало. добро, блиско ти било овде за идење. Јас имав таква среќа, ме праша за детството. Да. Јас имав таква среќа. Баба и дедо овде, од таткова ми страна, од мајкина ми страна, баба и дедо не пречекуваа, знаеш како. Бевме, не можам да опишам колку се срекни, колку се богати семејствата што имаат баби и дедовци. Не можам да ви опишам. Да. Или јас тоа така го доживувам, не знам, тоа е лично А доживување. чекај, сега Фурнаджи,
Така е. родители, Така е. таткови, Така е. вие во Тошарсов, електро Така и е. од електро на Така е. глума. Чекај, мислев глума не дека- е така, Вака сега. или како било мислев на дека- занаед да имаш? Мислев дека е губење на време. Јас така школото го доживував. Единствено бев по уметностите. Бев активен во сите ова што се секции, да не речам, Овие во драмска Пионерски дом? секција, во Пионерски кај Невенка на Џакова. Многу внимание од прво до четврто одделение ми посвети мојата учителка Даринка Чучкова, бидејќи бевме во една психолошка ситуација, во смисла на тоа дека како семејството ни се расипа, таа ја знаеше ситуацијата и посебно внимание ми посветуваше. Јас имав трауми долго време во не знам кој трето одделение бев, кога татко ми замина тоа што го реков. И се расипа семејството. Не е веќе тоа. Мислам, не е со детски очи, ја така го доживав. А најтешко ми пагаше кога еднаш дојдоа од Радио Скопје да не посетат членови на семејства кои имат некои во странство печалбари. Леле, Како се со слуша? сестра ми. И не прашуваат за тато, ме прашуваат, мама тука присутна, за татко ми ме прашуваат. Со сестра ми се оттепавме плачејки, не можевме да спиеме. Мислам, и сега ми се навраќа тие спомени. Не знам како да кажем, а инаку по весела природа сум од таа страна. Мајка ми по природа пееше нон-стоп, како да ви кажам. Единствена керка беше, имаше четворица браќа. Единствена керка на мајка и на татко, 5 деца беа во Ново село, во Ридарско мало, чувано дете. Имаше, кажувајќи ни ова покажување, дедо вика дедо ти посебно за мене едно буре со вино спремаше. Девојче, знаеш, во тоа време може да замислиш какви биле, со какви разбирања и погледи, затоа што и со лозија, и со бавчи, и со ниви, баба ми 7 крави чуваше во Ридарско мало, имавме и магаре, па кокошки, баба правеше, ние велиме по штипски доматис правеше, од патлиџани дедо што ги носеше баба и дедо. Ке не пречека, можеби бевме 14 внуци по маѓунарска линија, што би се рекло, 14. И кога ќе се насоберевме, особено на празници, убавина, баба ќе ни ги наполнеше рацете со, ние ги викавме шушелки, сушено овошје, ова кајси. Кајси, да. Сушени кајси, ние шушелки ги именувавме по штипски, шушелки. И кршени ориви, ќе ни ги наполнеше џебовите со тоа. Па Ридарско мало, чешмата кај што има многу убава чешма, само надето ќе ја чисте чешмата, само надето ќе влегува во резервоарот, ќе ја спуштат како малецко девојче, босо, од внатре да го чисти од... Така е. Да го чисти просторот водата кај што. Водата, да, за да не фати бактерија некоја, да знаеш треба да се исчисти тоа. И надето, надето. Кој треба да газе по грозието, надето ќе газе. Сите по надето викаат. И така, многу имав, како да кажам, од таа страна супер родители. Мислам за секој човек родителите се супер, нормално е. Добро, Плава лагуна го прави пресвртот во однос на глумата или? Не. Па ја во малото, уште како 3-4 годишен, овде ни даваше мојот постар колега Арев, имаше во непосредна близина, тука на местото на собранието имаше 4-5, да не речам, прекрасни отмени куќи. Отмени на богати семејства, на имотни семејства, така. И тоа било некогаш. И потоа така останато, луѓе кои што се населувале во една куќа по 4 фамилии или слично живеат. И тука на скалите имавме театар. Театар имаше, бидејќи на колегата Арев, татко му беше и директор на Штипскиот народен театар, и тој, веројатно по таткова си линија, тука ни прикажуваа представи, си подготвувавме, ама баш като што во домашниот амбиент, баба ми и дедо ми
како да кажем, со пиетет можам да ги потсетам, затоа што ако треба со еден збор да ја карактеризирам баба ми, на 80 и нешто години читаше без очила и башка цела библиотека и носеа книги да чита од библиотека, знаеше на сите теми да разговара. Дедо ми зборуваше колку можам да знам, беше упатен во францускиот јазик. Значи, во еден амбиент, во едно семејство кај што се негува уметноста, кај што се негува доброто природно љубие. било да тргнете по тие Доброто стапки. љубие. И ние природно бевме од сестра ми, нон-стоп ми помагаше за лектири, Но за сестра ми не е пишување. глумица, така, она оди по друг пат. Не, вајде. сестра ми е учителка и таа е пензионерка, мислам во учител во Градинг. Аха. Инаку во Скопје живе 50 и нешто Да? години и се уште е таму. Чеки, во Скопје. вие одите во Скопје која година? Вие сте роден 60-та, така? Јас сум 6-та. Јас касно се запишав на факултетот. Ја реков вака, со моите се договори. Ако ме примаат на факултетот за драмски уметности, останувам во Скопје. 84-та касно се запишав. Аха. Од првата премија? Од прва. Аха. Кој сте генерација? Генерација, а јас бев во септемвриски приемен рок. Завршиле ова Приемните во јунски. завршиле и потоа се расчу таму. Ова е формално распишување на оглас затоа што веќе е пополнето се. Аха. Реков, јас сум се спремил за ова, пополнето, непополнето, тоа мене не ми е. И отидовте на... И отидов на факултетот за драмски уметности и ми се чини дека пресуден момент беше професорот Благој Иванов. Аха. Југословенска и македонска драма и театар ни предаваше. Писмената работа беше за театарот, околу глумата и мислам дека тоа беше пресудно со една зборев. Па види каква коинциденција, каква карма ли е, шо ли е, за печалбари зборев. Господи сладки. Па потоа овде во театарот ми се Нема случи. има ли некој подобар печалбари да го објасни од ти кој што си го осетил, оно, од паталец? Бранко Ставрев, 90 и која, 95-та, 6-та, не сум сигурен, не држете ме за збор, ја постава печалбар и мене вака со прстот го впери кон мене, рече ти ќе го играш Костадин. Главниот лик во представата кој што заминува на печалба. И ти на колку се запишува? На колку се На запишува? 24 на 28 заврши. И со кој сте во генерација? Генерација ми се од кој да тргнам. Ај од дамите ќе тргнам. Ајде. Не примија 12 бевме, Добро. а потоа останавме шесторица. Од тие шесторица ќе ги спомнам прво дамите Софија Куновска, Светлана Стојановска, Ѓорги Јолевски, Драган Спасов Дац, Сенко Велинов и јас. Значи тоа е таа екипа која што Умко ја зима во Бушева азбука. Точно практично. Така. Вие сте тие кои што на почетокот Така. се појавувате. Така. Иако запишувате, рековте во класа на Умковски и сепак дипломирате како речено со подпис на Милчин. Тој беше ректор на факултетот. Директор. Декан. Декан. Имате и прво пред да отидувате во Белјаджија бевте како мал или? Многу. Мислам темпераментен бев сега, Аха. да бидам искрен. Темпераментен бев, да не го испуштам Кирил Ефремов и Симеон Гаврилов, луѓе кои што се значени за драмското студио Така Симе е. што го водеше овде Така во Домот е. на културата. Веќе спомнав некои од моите Батева Даница, професорката по македонски јазик. Тоа се луѓе кои што многу не сакаа, многу не почитуваа и гледаа како да не насочат ако согледаа дека кај некого од нас за што има афинитети. Јас нон-стоп бевме со сестра ми по приредби, по рецитации, по настапи, по глуми, по представи. Уште Дај ми некоја Белја само да можам да те сега Белја. дофатам како дете да можам како да те дофатам да видам. Ако станува збор за Белја, бидејќи корзото во непосредна близина овде се наоѓа, што го спомнавме ова култното место на Штипјани, корзото, тука од спротивната страна кај што покажувам сега со прстот преку реката, инаку тука почитувани покрајна се реката Отиња. Штип е богат со две реки, град на две реки, Отиња и Брегалница. Ова нема многу вода, ама добро, Ама кога на времето дојде, имало, на времето имало. Се перело на времето. Имаше на брегот, преку брегот доаѓаше водата. Се беше полно.
А И да станеме тука- да ја покажеме малку Ајде, Зотиња. ајде да чека се малку. раздвижиме. Само малку да Ајде. станеме. Кинеме Ајде. до Отиња малку да видат, да До видите Отиња, дека да. не лажеме дека има две Така реки. е, така е. Ако И- немаме езеро, као Ама се- Григјани и шубаво се ама имаме замоветивме. две Не, реки, не. да. Па не малку и така да го пофатиме да Не. видам Рековме, момент. рековме случки од детските случки денови. од детските денови. Тука- Пази само овде. Да. Имаше, како се вика тоа, бенд за Добро. вода. Тука се полнеше, ние по штипски си ја викавме прскалицата, односно ова... Чека, не переле тука? Чека да поминеме додека Ајде, нема коли ајде, да поминеме. Може преку улица. Чека малку сега па и пешачки нема Ајде, да не има, не кара. ајде. Ајде. Да не Без видат користен. полиција, знаеш, Не, мораме и они- пешачки, ова е и мал они се- прекрасно. И тие се наши. Ама тука нема сейф, имат сейф имат сити нема разбирање, тука. Имат разбирање, тама. Еве работа. Отиња. Еве за тие. Отиња. И сега на времето се перело тука, Отиња стварно нема вода. Од спротивната страна, Аха. таму кај дрвото. Имаше еден ова... Па дајбе, може да се прошетаме. Може да тука се од вака прошетаме. Да отидеме. Со Полека задоволство. на мовчето ќе застанеме Да. малку. Абе, порано имаше тука, јас се сеќам кога дете, значи Зотиња имаше од оние степеници. Други беа. Имало и дрвено мовче, меѓутоа Да. го однела реката. Го однела реката Толку тоа дошло, дрвено мовче. толку доаѓаш, иначе Отиња до Отиња до брегот. до брегот. До брегот кога ќе надојдеше. Ова. На времето оделе луѓе имало Аха. некои задолжени да ги предупредуваат бидејќи пазарот се одвил тука во коритото на реката. Абе, за тоа и пазарот подолу, стариот пазар е Така таму е, кај здравниот така е, дом. во- Сега, да не те прекинувам, значи од таму дека ни објаснуваше за тука- белите, за детските. Така. Едно ако, две ачи. Таму каде што има чад, мора да има и уган. Крали Марко не само што бил гилем, туку бил игрумен. Зашто не останеш во Скопје? Имаше понуда? Не. Мене Штип ми дал. Јас од тука имам инспирација луѓе што таква убавина, како да кажам, мене градот ми дал и јас морам на соодветен начин. Имаше понуди да останеш во Скопје? Има театар. Знам дека има театар во Ма Скопје. има театар во Штип, шо мајка ќе барам шо по штипски што би се рекло прво во Скопје треба под Кирија да трчам. Да трчам под Кири и за стан да трчам. имаше понуди? Имав, како немав. Да? Имав, И на може крај во да Штип? Не.